дали Заев, дали овој договор за добрососедство кој што го имаме и за пријателство, и апропо интервјуто, дали Заев ја распарчува Македонија, кога што многумина велат, ја читав дури и поранешната министарка Илинка Митрева, дали оди во толкав погрешен правец дека ние сме на патот да ја загубиме Македонија како држава? Апсолутно. Според мене, Заев има многу слабости на планот, според мене, на внатрешната политика. Економијата пасивно на некој начин у многу сектори се движи. Борбата со ковидот, исто како влада, можам да ја критикувам дали е подобро или по-неуспешна. Меѓутоа, на планот на геостратешките интереси на Македонија, според мене Заев демонстрира една невидена храброст во решавање на крупните проблеми кои до сега на секој политичар му биде најлесно да ги стави под чергиче и да оди понатаму. Класичен пример беше претходниот состав на господинот Груевски, кој не можам да го спомнам. Во неговите 10 години со приказните за голем патриотизам ние добивме најлоша ескалација на односите со Грција. Јас само ќе потсетам еден дел. Допред Груевски името Северна Македонија беше само за надворешна употреба. Со доаѓањето на Груевски тоа се претвори во проблем и за надворешна и за внатрешна употреба. Лесно е да раскажувате приказни колку вие сте биле цврсти, колку сте граделе споменици на антиквизацијата, а од друга страна сте гледале дека моќниот непријател сте го направили уште полош, уште пожесток и со нови барања. Значи, апсолутно и до ден денеска сметам дека не е се исто името Северна Македонија да биде само за надворешна употреба и да биде и за надворешна и за внатрешна, меѓутоа тоа ни е подарок од владењето на претходниот состав на владата. Вториот момент, овој договор со Бугарија. Овој договор со Бугарија кога прв пат се стави на маса? Повторно во владењето на Груевски. И конкретно, тука имаше серија на политики на таа влада, меѓутоа врв беше оној филм Трето полувреме кој беше препон со фалсификати историски, само за да бидеме повторно големи антибугари. И во целата таа ситуација тој е директен повод за договорот за добрососедство кој ни го понудија Бугарија. Значи, Заев само наследи проблеми кои беа ставени на маса. Што е тоа што го парчи? Буквално ќе кажам, тоа вчера што го кажа Заев не отскокнува ништо, можеби отскокнува од нашата индоктринирана свест на антибугарство кое со децении се вградува, нели, дали преку школството, дали преку пропагандата, меѓутоа од објективната историја не отскокнува ни за запирка. Јас сум спремен со било кој македонски историчар да дискутирам аргументирано, можеби и денеска да отвориме некои од тие прашања. Да, ги имам подготвено. Ние, навистина, ако ја погледнеме целиот нас однос према Бугарија во минатите 30 години и претходните 40 на години, значи дефиницијата не може да биде ништо друго освен дека ние сме тешко индоктринирано општество према односот со Бугарија. Значи, се што доаѓа од Бугарија е предмет на критика, предмет на напад, предмет на исмејување и дефинитивно, очигледно, треба нешто да смениме во таа наша колективна свест. Тука не се работи за една партија, за двајца личности, за тројца личности, се работи за една општ однос на интелектуални, новинарски, па и народни елити.